Туристите можеби доаѓаат во Саипан, главниот град на Северните Маријански острови, поради убавината на островот на Пацификот. Но не и оваа мајка. Таа е тука за да може нејзината ќерка да добие парче хартија на која пишува дека е државјанка на САД. Мајката ги надминала 14 дена што и биле дозволени да биде на оваа американска територија. Таа го користи само презимето Је за да го заштити својот идентитет. Без разлика дали се работи за образовниот систем или за секојдневната средина во Кина, има премногу притисок. Дури јас сакам да избегам. Не сакам да бидам таму. Је пристигна во Саипан во септември, влегувајќи во рамките на 14-дневната програма за укинување на визите за кинеските граѓани имплементирана во 2019 година. Пред тоа, кога породилниот туризам од Кина беше на највисоко ниво, на кинеските државјани им беше дозволено да останат без виза 45 дена. Арнолд Паласиос е гувернер на Комонвелтот на Северните Маријански острови. Врвот се достигна во 2017 и 2018 година. Со повеќе од 500 бебиња, родени од кинески мајки во секоја од тие години, Паласиос вели дека тие раѓања го надминале бројот на родени од жени од Саипан. Бројот на кинески раѓања на островот се намали за време на пандемијата. Паласиос вели дека во 2024 година биле родени 55 бебиња од кинески мајки. Грижата за мајките кои доаѓаат само за да се породат е предизвик за персоналот во болницата и ризик за самите жени, вели тој. When these women come in to give birth, they don't have any prenatal. Кога ќе дојдат овие жени нема никакви пренатални досиеа, па немаат поим дали се работи за високоризично раѓање или било што друго. Од 2009 година, владините записи покажуваат дека овде се родени околу 3300 бебиња од кинески мајки. Је вели дека го пронашла Саипан на социјалните мрежи додека истражувала места за породување. Немав време да аплицирам за виза, бидејќи тоа вклучува дополнително време за чекање. Бременоста беше изненадување. Го избрав ова место, бидејќи тоа беше местото до кое можев брзо да стигнам, за да го постигнам она што го сакав. Је аплицира за американски пасош за незината едномесечна ќерка. Таа исто така плаќа повеќе за да биде готов за 3 недели. Се плашам дека политиката ќе има влијание сега кога Доналд Трамп е председател, па платив дополнително за побрзо да го добијам пасошот. Конзервативците во САД тврдат дека државјанството со право на раѓање поттикнува и легална имиграција и се експлоатира. На неговиот прв ден на функцијата, председателот Доналд Трамп потпиша извршна наредба за негово прекинување. Ние сме единствената земја во светот што го прави ова со право на раѓање и тоа е едноставно апсолутно смешно. Додека оваа наредба се оспорува на суд, Је се надева дека ќе има добар исход за незината ќерка, а можеби дури и за неа. Чувствувам дека кога ќе дојдам тука, ова е похумано место. Сигурно ќе има начин да се решат предизвиците со кои се соочувам. Од крајот на минатата година, патниците од Кина мора да аплицираат онлайн за ослободување и да поминат електронски процес на претходно проверување пред да им биде дозволено да влезат.